Рана на отфрленост. Првата рана настана уште во пренаталниот период или пораѓањето па се до првата година. Детето доживува дека не е добродојдено, дека ова е непријателски свет, па има чувство дека е отфрлено и дека не го сакаат. Детето се чувствува несакано кога мајката размислува за абортус, при тежок пораѓај, поради отсутност на мајката како кај деца од инкубатор, поради свесно или несвесно непријателство од страна на мајката, која и самата била отфрлена. Тоа е најтешката рана во детството и ако е многу јака, може да резултира со психичка болест, канцер, аритмија, диабетис, анорексија, алергија, трема и други тешки последици ако на време не се лекува. Така, чувството на отфрленост значи дека не се прифаќа одреден сегмент од личноста на детето или одредено негово однесување. Меѓутоа е во тесна врска првенствено со преднаталниот период, поточно ставот кој што мајката го има кон самата бременост. Истражувања се правени во оваа насока уште во 70-тите години на 20 век, при што одредена група на научници ги имаат поделено овие според ставот на мајката кон бременоста во 4 групи на мајки. Имаме идеални мајки, кои што свесно и несвесно си го прифаќаат своето дете и својот плод. Потоа имаме студени мајки, кои што свесно го прифаќаат, свесно го одбиваат, несвесно го прифаќаат. Потоа амбивалентни мајки кои што свесно го прифаќаат, а несвесно го одбиваат, и катастрофални мајки, тоа се оние мајки кои што несвесно го одбиваат своето дете, значи на секој сегмент. Резултатите понатака после раѓањето на детето се правени истражувања при што е дојдено до сознание дека има отстапување во однос на поведението на детето. Идеалните мајки родиле поздрави деца, кои што понатака воспоставувале пријателски, блиски односи, биле пољубопитни, поздрави деца кои што цицале. Потоа, студените мајки, кај овие деца, кај нивните деца се јавувал апатичен синдром, најчесто, додека кај амбивалентните мајки се јавува хиперактивен синдром. Кај катастрофалните мајки, најчесто се јавуваат мртвородени деца, има тежок пораѓај и поведението на децата варира и расположението од апатија до хиперактивност. Па станува збор за несакана бременост, непланирана бременост. Голем е притисокот и товарот кој што го носи мајката во насока на тоа што понатака ќе биде со детето. Најчесто несаканите деца при непланирани бременности се случуваат исилување и најразлични видови поради кои што бременоста не е сакана и не е планирана. Овие деца најчесто се склони кон насилство, кон исмејување, кон пореметување на поведението понатака, кон намалена концентрација, внимание и ред други работи кои што се случуваат. Сега, преднаталниот период е важен во однос на развојот понатака на детето, меѓутоа не е пресуден. Од кога ќе се роди детето, биолошка потреба е на детето да создаде на социјоемоционална врска или со мајката или со некој друг близок, најчесто првиот контакт го има со мајката. Социјоемоционалното врзување на детето со родителите е многу важно, затоа што понатака се рефлектира во неговиот понатамошен живот. Кога збориме за социјоемоционално врзување, не значи дека детето треба да оствари контакт само со мајката или со родителот. Љубовта на детето не е квалитативна во однос на капацитетот. Таа може да се подели. Децата остваруваат, бебињата остваруваат контакт со своите баби, дедовци, други возрастни луѓе, соседи и така натаму. Меѓутоа, тие кои што му ја пружаат негата се најважен фактор. Насмевката е вродена кај децата. И насмевката, близината, физичкиот контакт се неопходни за детето да се чувствува сигурно и безбедно. Кога станува збор во однос на социјоемоционалното врзување, постојат два типа на врзување. Значи, сигурно социјоемоционално врзување, тоа се оние деца кои што растат и кога ќе се разделат од своите родители, тие имаат едно чувство на сигурност, чувство на безбедност, чувство дека можат да го истражуваат светот, да споделат со своите родители, да бидат разбрани и прифатени. Тоа се должи на емотивната блискост на родителите, кои што соодветно одговарале на реакциите на детето, на новороденчето, задоволувањето на потребата на глад, на цицање, на чистота на детето и така натаму. Некогаш важи мислењето дека новороденчето може да плаче, да се остави да плаче и дека ќе преплаче.
во зависност во одреден развоен период, особено кога станува за новороденче, тоа нема да преплаче. Детето или плаче затоа што има некаква потреба. Ако му е смината поелината, ако е нахрането, тоа има потреба од близина, од сигурност, од галење, од допир и така натаму. Понатака доинчето, значи во втората, третата година, може да плаче ради свој некои хирови за испитување на граници, каде што родителите треба да воспостават одредена граници и да го дисциплинираат детето. Меѓутоа се разликува едниот вид на плачење со другиот вид на плачење. Така да родителите треба да знаат дека не се остава детето да плаче за да преплаче. Не е тоа начин. Тоа е еден од начините на кои што детето може да научи дека не е разбрано и не е прифатено од страна на своите родители и да дојде до едно несигурно врзување емоционално, кое што понатака ќе се рефлектира во неговото однесување. Децата кои што имаат несигурно врзување, обично не ја чувствуваат врската помеѓу родителите, почесто се вознемирени. Кога ќе се врати мајката или таткото, ако некаде биле на работа или било каде биле излезени, родителот не може да го утеши детето. Често се јавува во зависност од типот, значи на несигурното врзување, често се јавува дека децата идат од една до друга крајност, не зна дали да се приближат или да се оддалечат, или пак исто реагираат и на непознато лице и на родителот. Што несигурните врзувања предизвикуваат деца кои што се несигурни, деца кои што понатака бараат внимание од возрастните преку без агресија, имаат проблем со самоконтрола, имаат проблем со склопување на пријателства, меѓуврснички проблеми, потоа имаат проблем со концентрација во училиште, со совладување на материјалот во училиште и така натаму, додека сигурните деца кои што имале сигурно врзување во во периодот на доенчето каде остваруваат силни пријателски врски, љубопитни се, остваруваат поголеми успеси на училиште, знаат да бидат мирни, меѓутоа не и покорни. Овие деца знаат да се избунтуваат, да кажат тоа со кое што не се согласуваат, имаат свој став, имаат изградено позитивна слика за себе и за светот околу себе. Додека другите деца можат да имаат изградена слика негативна према себе, а позитивна према светот, кои што се доведуваат во една ситуација да бидат депресивни деца, преадаптирани, кои што само молчат и не ги искажуваат своите ставови, во себе имаат гнев, бунт и револт, или пак да одат во другата граница, во кој што овие деца можат да бидат премногу бунтовни, имаат негативна слика и за себе, и за светот околу себе, и обично таквите деца понатака израснуваат во личности кои што може да пројават одредено девијантно однесување и автодеструктивно однесување и агресивно и насилно однесување кон светот понатака. Таквата личност е полна со стравови, па како последица на тоа и со одбрани. Личноста се брани со повлекување и молчење. Луѓето кај кои доминантната рана е отфрленоста, како деца се многу мирни и повлечени. Во пубертетот имаат чувство дека се посвоени или заменети во болница по грешка. Често се помали од останатите деца и многу слаби, па родителите дополнително ги штитат, а таа заштита тие ја доживуваат како гушење. Љубовта од нивните родители ја поистоветуваат со гушење, па така подоцна во животот не ги прифаќаат луѓето кои ги сакаат или се повлекуваат од нив за да се заштитат себе си од гушење. Но во исто време се плашат од отфрлање. Родителите ги штитат до тој степен што дури и носат одлуки во нивно име, а децата тоа го доживуваат како доказ дека не вредат. Најчесто молчат, а ако ги прекине некој во зборувањето, тие замолчуваат со чувство дека она што имаат да го кажат е неважно. Не го кажуваат своето мислење бидејќи се плашат од отфрлање. Значи не можеме да генерализираме, не можеме да кажеме дека тие деца така и така се однесуваат. Значи децата кои што биле несакани или на некој начин нешто недостасувало во интеракцијата со родителите, можат многу различно да се однесуваат. Значи некои деца можат да бидат многу потемпераментни, значи своите емоции да ги покажуваат многу побурно, за да го придобијат вниманието од родителот или пак значи од другите членови, од другите што го обкружуваат во функционирањето, во действувањето. Значи може да бидат поинтензивни емоциите. Можат повеќе да се смеат, повеќе да плачат, повеќе да бидат лути, за да го добијат вниманието што не го добиле примарно од родителите. Или пак напротив, може да бидат значи детето
во интеракцијата со родителите забележало дека како и да се однесува, дека не го добива тоа кое што му треба и детето на некој начин донесува неизвестна одлука дека јас иако плачам, иако тагувам, иако викам, значи мојот родител нема да ме забележи и тоа дете може да одлучи да се повлече, да се затвори, понатаму значи да биде поинтровертно и така да действува и во надворешниот свет, во макросредината. Знаат што сакаат, но се плашат да побараат зашто мислат дека тоа е неважно. Најчесто бегаат во своите фантазии и се изолираат, отфрлувајќи се самите себе си се повеќе. Постојано на себе гледат со омаложувување. Не веруваат дека некој може да ги сака. Никогаш не си допуштаат да бидат опуштени, да бидат како деца. Сакаат што побрзо да бидат во улога на возрасен за да се заштитат од себе си од отфрлање. Но телото заради тоа најчесто останува детско или делови од телото стануваат неразвиени. Кај доминантната рана на отфрленост телото е слабо и издолжено. Препознавање на раната на отфрленост. Отфрлените се плашат од паника и од бесот кој нема да можат да го контролираат. Ако тоа е доминантна рана, ќе бидете слаб и вкочанец, со поглед како да сте отсутни. Нема да ви интересира материјалното, ќе бегате во интелектуална работа, во духовно наддоградување и самотија, ќе се сметате себе си за безвредни, ама тоа можеби ќе го покриете со ароганција. Се прашувате дали ви е полесно да се откажете, отколку нешто да барате, па потоа се уверувате дека тоа не ви беше потребно. Секако дека можат да доживеат љубов, ако збориме партнерска, емотивна, романтична љубов, меѓутоа секако дека ќе варира начинот на изборот на партнер. Можеби партнерот кој што ќе го изберат ќе сакаат да биде некој кој што ќе им посветува огромно внимание, постојано ќе биде со нив, чисто за да надокнада таа една симбиотичка врска што на почетокот или врска со мајката која што фалела, можеби ќе покажат доза на љубомора, можеби, не можеме да генерализираме, ќе покажат доза на љубомора, можеби ќе се чувствуваат неразбрани од својот партнер, дека не припаѓаат и така натаму, или пак може да отидат, по зависност дали е бунтовно и предаптирано дете, во друга насока, во кој што партнерот кој што ќе го изберат, нема да им посветува внимание, нема да ги почитува и на таков начин ќе се доживуваат прифатено и сакано како ако се игнорираат нивните чувства, ако се игнорира дека припаѓаат нивната способност и можност, го прифаќаат како начин дека е единствен и дека тој партнер е вреден и моќен, а они се понизни спрема него. Ова не се здрави врски. Затоа што љубовта представува романтично чувство помеѓу двајца партнери кои што се избрале и сакаат да бидат заедно, споделуваат, делат и се надополнуваат. Меѓутоа би се залажале во одреден момент ако сметаме дека партнерите кои што ги бираме чисто на чувство на заљубеност, дека ние така сме бирале. Партнерите се бират и од социјален аспект и дали родителите ќе ни го одобрат. За да еден адолесцент да избере девојка, дечко и така натаму, бидејќи збориме за деца, пред се тој дечко и девојка треба да го одобри неговото друштво, па понатака да го одобрат родителите. Сакам да кажам дека ние во нашите глави имаме одреден концепт врз основа на искуството како деца што сме го имале, каков партнер би барале и каков партнер ни е потребен. Не секогаш дека велиме дека свесно ги избираме, меѓутоа несвесните моменти кои што се уште не сме ги освестиле имаат и текако значајна улога во изборот на партнерот. Тешко враќате нешто што е купено со грешка бидејќи се срамите. Ако се чувствувате загрозено, например, ако некој бара нешто од вас или ве допира, лесно избувнувате, а потоа навредено се повлекувате и сакате да умрете. Кога сте во проблеми, престанувате да јадете. Кај чувството на отфрленост се браниме со лажен мир и повлекување. Како да не интересира тоа што се случува и се обидуваме да избегаме заради стравот од паника. Имаме силна трема и можеме да се распаднеме на јавен настап, гласот ни трепери, очите се полни со страв, телото стегнато и се тресе. Се затвораме и не зборуваме ништо за да не отфрлат и веруваме во тоа дека не сме важни. Секој пат ја продлабочуваме раната кога се прогласуваме за безвредни, бескорисни, неважни за другите луѓе и кога бегаме. Трансформирана рана на отфрленост. Рана на отфрленост заздравува кога се повеќе се завземате за себе. Ако останете во добро расположение, дури и тогаш кога некој не ве прифаќа. Се повеќе се соочувате со стравот од паниката. Ќе
ќе го откриете своето вистинско јас, снаодлива, креативна личност која е способна сама да ги завршува работите и да биде среќна кога е сама. Личност која останува постојана и присебна и под најголем притисок. Јас можам да кажам дека сите ние се разликуваме. Значи, не постојат две идентични индивидуи, дури значи еднојајчаните близнаци не се 100% идентични. Дури и две деца кои што браќа, сестрички или сестрички браќа кои што растат во исто семејство, кои што ги воспитуваат исти родители, се разликуваат. Значи едното може да биде потемпераментно, другото може да биде повеќе интровертно. Едното може да биде врвен научник, другото може да биде просечен или пак да, например, да биде деликвент и така натаму. Значи не можеме да кажеме дека децата кои што живееле примерно во дисфункционално семејство дека некако се обележени, дека имаат некоја етикета, дека некако отстапуваат од оние деца кои што живеат во интактните семејства. Може, например, да забележиме дека тие можеби на некој начин потребни ме повеќе контакт, подолго контакт, за да ја почувствуваат довербата, за да се отворат, вистински да се отворат и да има близина. Меѓутоа, затоа викам дека развојот не е однапред познат. Не мора да значи дека бидејќи значи имале сурова минато, дека и ќе имаат сурова иднина и дека некако отстапуваат. Отфрлањето и љубовта на родителите. Љубовта на таткото придонесува исто толку, а понекогаш и повеќе, за развојот на детето колку и љубовта на мајката. Ова е еден од многуте наоди кои произлегува од една нова, голема анализа на истражувања за моќта на родителското отфрлање и прифаќање во обликување на нашите личности како деца и во зрелоста. Авторите на студијата велат дека во текот на половина век на меѓународни истражувања ние не откривме ниту една друга класа на искуство кое може да има толку силен и доследен ефект врз личноста и развојот на личноста како што е искуството на отфрлање, особено од страна на родителите во детството. Децата и возрастните, без оглед на разликите, на расата, културата и полот, имаат тенденција да одговорат на сосема ист начин, кога ќе се почувствуваат отфрлени од страна на нивните старатели или другите фигури со кои се приврзани. Првенствено, психотерапијата е значи специализирани детски психотерапевти, психијатри и така натаму. Кога ќе речеме психотерапевт и психотерапевт, се подразбира многу страшни и негативни конотации, меѓутоа во крајните случаи една рамка во која што може да се работи, да се промени однесувањето, меѓутоа пак е нагласам, пред се работи со родителите. Не можеме само да работиме со детето, бидејќи тоа дете ќе се врати во својата примарна средина, семејството, каде што повторно ќе има тоа чувство. Важно е и родителите да осознаат кои се нивните чувства и како да реагираат соодветно понатака со детето. Реално, не можеме да промениме некој кој што не сака да биде променен, меѓутоа ако го промениме ставот према самите себе, во таков случај можеме да го промениме и однесувањето кој што го имаат другите кон нас. Може да се работи во училиште, наставниците, училишните психолози, можат да заприметат одредено дали бихевиорално, социјално однесување на детето, па да работат социјално, да бидат активни, да ги вклучуваат овие деца, да ги поттикнуваат, да ги пофалуваат тогаш кога треба, со цел да зголемат нивната самодоверба. Сликата за себе се гради преку другите, како нас не перцепираат. На таков начин можете и да изградите една позитивна слика према самите себе. Училиштето е многу важен фактор, затоа што не само што тоа воспитува и образува, воспитно-образовна институција. Не треба да се исклучува тој момент, затоа што во училиштето децата се однесуваат природно, ги склопуваат првите пријателства и наставниците се први во контакт кој што можат да го видат однесувањето на децата, затоа тие треба да работат со нив. Понатака, доколку преку најразлични активности да ги вклучуваат и да не важи мислењето дека некој дете е немирно затоа што
така мисли дека треба и по дефолт тие деца да се отфрлаат, да се ставаат, да се казнуваат и така натаму, туку да се види конкретната причина зашто тоа дете е немирно и да се коригира. Потоа може да се работат и социјалните работници, и психолозите, па психотерапевскиот пристап доколку прифатат и доколку некој сака и може, кога станува збор за поголеми промени во поведението на детето, меѓутоа секогаш треба да се освестат и родителите, им стана јасно дека не се тие секогаш виновни за таквото однесување на детето, некој нив им го пренел тој модел научен како да обовават својата родителска улога, меѓутоа треба да бидат свесни за своите грешки, дека не постои совршен родител, дека ќе грешат, меѓутоа да научат и да се извинуваат, да ги препознаваат чувствата и да му ги рефлектираат на детето, бидејќи на таков начин детето ќе се почувствува дека е сакано и дека е разбрано, како еден од начините. Разгледувајќи 36 студии од целиот свет, кои заедно вклучиле повеќе од 10.000 личности, авторите на студијата откриле дека, како одговор на отфрлањето од страна на нивните родители, децата имаат тенденција да се чувствуваат понервозни и несигурни, како и повеќе непријателски и агресивни кон другите. Болката од отфрлањето, особено кога тоа се случува во текот на еден период на време во детството, се стреми да се провлекува и во зрели години, отежнувајќи им на возрастните, кои биле отфрлени како деца да изградат сигурни и доверливи односи со своите интимни партнери. Покрај тоа, овие психолози велат дека новите докази во изминатата деценија на истражувањата во психологијата и невронските мрежи откриле дека кога луѓето се чувствуваат отфрлени, се активираат истите делови на мозокот, кои се активираат кога се соочуваат со физичка болка. За разлика од физичката болка, луѓето емоционалната болка на отфрлање можат да ја преживеат одново и одново со години. Кога станува збор за влијанието на љубовта на таткото наспроти онаа на мајката, резултатите од повеќе од 500 студии укажуваат на тоа дека, иако децата и возрастните често доживуваат повеќе или помалку исто ниво на прифаќање или отфрлање од секој од родителите, влијанието на отфрлањето од едниот родител, честопати на таткото, може да биде многу поголемо отколку на другиот. Тимот на психолози од 13 нации, кои работат на меѓународниот проект за прифаќање и отфрлање од таткото, има развиено барем едно објаснување за оваа разлика. Веројатно дека децата и младите посветуваат поголемо внимание на оној родител што тие го доживуваат како да има повисока моќ или престиж. Значи, ако детето го гледа својот татко како да има повисок престиж, тој може да биде повлијателна фигура во неговиот живот од мајката на детето. Како важна порека од целото ово истражување, психолозите велат дека татковата љубов е од клучно значење за развојот на една личност. Важноста на љубовта на таткото треба да мотивира многу мажи да бидат повклучени во негувањето на децата. Покрај тоа, широко распространетото признавање на влијанието на татковците врз развојот на личноста на нивните деца треба да помогне во намалувањето на инцидентите на обвинување на мајката, честа појава во училиштата и клиничкиот амбиент. Големиот акцент врз мајките и мајчинството во Соединетите Американски држави доведе до несоодветна тенденција да се обвинат мајките за проблемите во однесувањето на децата и за неприлагоденоста, кога всушност татковците честопати имаат поголемо учество во развојот на ваквите проблеми.